Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилеп се одржа меѓународна конференција Предприемништвото и вработливоста на младите во организација на ЛАК Агро Лидер. Наскоро Прилеп ќе добие нова катна гаража во центарот на градот. Манифестацијата 13 величествени на Радио Пела утре во Цепенков. Почна исплатата на Мој ДДВ. По петти пат во Прилеп поетски перформанс Љубење со стихови на денот на виното и љубовта. Времето денеска променливо облачно, од утре промена со дожд и снег. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Меѓународна конференција Предприемништво и вработливост на младите преку обука за зелени предприемачки вештини, менторство и промоција на зеленото предприемништво се одржа денеска во Прилеп. Зелена едукација, искуствата од зелени предприемачки потфати, можности за младите како и позитивните промени кои зелените вештини и зеленото предприемништво ги носат на локално, регионално и глобално ниво, беа во центарот на оваа иницијатива, посочи Марина Тошевска од организацијата ЛАК Агро Лидер. Денес во организација на локалната акционна група Агро Лидер во Прилеп се одржува конференцијата Green Up Yourself, се со цел да се промовира зеленото предприемништво и можноста за младите да се вклучуваат во зелените работни места, а воедно и да ги предводат промените во зелената транзиција, за да може младите да пристапат до знаења, а воедно и до менторска поддршка за да започнат своји зеленички предприемачки потфати и со поддршка на Еразмус програмата, еве веќе и понатаму продолжуваме да навистина работиме на зголемување и поттикнување на знаењето и поттикнување на младите да се вклучат во светот на зеленото предприемништво. Значи во склоп на училиштето ја реализиравме изработената платформа од страна на овој проект, која што содржи неколку дигитални алатки, кои алатки ни помогнаа полесно да го доближиме зелените вештини, зеленото предприемништво и да влијаеме како клучен фактор во подигнувањето на свеста кај учениците за потребата од промена во размислување, промена во однесување, промена во дејствување, се со цел заштита на животната средина и биодиверзитетот. Ние се обидуваме да најдеме начин, да најдеме алат како да ги натераме млади луѓе да останат, се уште не го најдовме начин. Најпрво потребна е поддршка од владата, бидејќи ние како невладина организација ќе ги тренираме, ќе ги обучиме, меѓутоа сепак треба дополнителна поддршка од владата за да може да се оствари нешто и од општина. Кај нас треба да се направат регулативи кои ќе им помогнат на младите и ќе ги поттикнат, меѓутоа не само финансиски, туку едукативно да се свати важната улога на земјоделството, бидејќи без земјоделство нема храна, без храна не може да се опстои и не може една држава да биде независна ако не произведува храна. Што побрзо го сватиме тоа и што побрзо сватиме дека мораме да работиме
тогаш успехот сигурно ќе дојде. Пролонгирана изградбата на катната гаража позади управата за јавни приходи. Изведувачот ќе има казнени пенали. Градоначалникот Јовчевски најави дека за 15 дена ќе биде готова катната гаража, како и новата спортска сала во основното општинско училиште Блаже Конески. Превземени се сите законски мерки спрема изведувачот. Тоа значи дека за секое надминување на рокот е пристапено со оние дозволени мерки, плаќање пенали, пресметување на секој ден на казнени мерки. Но за 15 дена од изведувачот некни имавме состанок каде што бевме запознати дека изведувачот ветува дека во најскоро време за 2-3 недели ќе го изведи. Истото и со спортската сала во училиштето Блаже Конески, кој што за месец дена комплетно и таа ќе биде оспособена и пуштена за употреба. Манифестацијата 13 величествени на Радио Пела утре во Цепенков од 18 часот. Ќе бидат доделени признанијата на 13 личности, на представници од здруженија и компании и 5 признанија за млади кои дале најголем придонес во заедницата во 2024 година и за кои јавноста пројавила најголем интерес. Радио Пела манифестацијата ќе ја пренесува во живо на својата официјална Facebook страница со почеток од 18 часот. Изборот на 13 величествени Радио Пела го организира по трет пат, овој пат по повод Светскиот ден на радиото 13 февруари и 8 години од постоењето на Радио Пела. Од денеска почна исплатата на Мој ДДВ. Согласно исплатата на средства за скенираните сметки во периодот октомври-декември 2024 година ќе се реализира во текот на месец февруари 2025. Сите граѓани имаат право да скенираат фискални сметки и со тоа да остварат поврат и до 2100 денари за едно тромесечје. На 14 февруари, на денот на виното и љубовта, од 19 часот и 30 минути во кафе галерија Лувр ќе се одржи петтиот поред поетски перформанс Љубење со стихови на поетите Филип Димковски и Лина Димовска. Станува збор за настан кој вклучува поезија од Димковски и Димовска, но и од македонски поети од разни генерации и во секое издание поетите рецитираат различна поезија според мотивскиот и според авторскиот сензибилитет. Овој пат, освен стиховите на Лина и Филип, ќе прозвучат и стиховите и на светските поети на љубовта како Калил Џибран, Жак Превер, Тагоре, Лорка, љубовна поезија на Блаже Конески, на Билјана Велковска, како и на поезијата на прилепските автори Сузана Ѓерџиевска, Звонко Димовски, Далибор Ивановиќ и други. Покрај тоа ќе бидат прочитани дел од љубовните писма на големите уметници за нивните музи. Временска прогноза. Времето денеска по студеното утро преку денот променливо облачно со повеќе сончеви периоди во источните делови од Македонија. Во западните делови, особено во југозападните, од пладневните часови ќе има услови за појава на слаб повремен снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен и од југоисточен правец. Минималната температура во Прилеп се движеше до -6 степени, а максималната достигна до 7 степени. Утре попладне на југозападот ќе има појава на слаб повремен снег, најпрво во планинските региони, потоа преку ноќта и во четврток ќе има повремени локални врнежи, претежно од снег на пониските места од дожд и снег. Постојаната снежна покривка, особено во западниот дел, ќе се прошири понекаде и на повисоките места. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.